во ВМРО ДПМН. Таа партија во почетокот на 90-тите, па скоро се некаде до крајот на 90-те години се обидуваше да се представи, односно да се избори за основни темелни вредности на демократијата, односно да го менјава номенклатурниот систем кој што само се преименуваше, а продолжуваше да функционира на ист начин. Ја ќе потсетам дека од 94 до 98 година дури и немаше опозиција во парламентот. Значи беше едно вака изфингирано демократско време. Ние за себе милуваме да кажеме дека сме 17 годишна млада демократија, а ние немаме ни 10 години. Многу помалку имаме всушност од тоа што си го броиме сами за себе. И практично една млада група на интелектуалци од факултетот, од тие факултетски клупи каде што се дружевме, дискутиравме за Македонија, што сакаме ние да направиме од Македонија, каква сакаме да ни биде Македонија, и мотивацијата произлегуваше да се побара некаков идентитет за нас самите, односно приклучување на некаков колектив кој што размислува во таа насока. Не случајно ги спомнувам не случајно спомнувам колектив, бидејќи ќе кажам подоцна како сега расчистувам со колективизмот, како поединец, но во тоа време мислевме дека е потребно здружување на енергијата, на размислувањето на многу повеќе луѓе, како би се премавнал на некој начин и жестоко да се расчисти со тој систем. И тоа се случи 98 година. Настаните мене некако ме заплетка, јас станав од политички активист, условно кажано политичар, бев член на парламентот, се сеќавате. Меѓутоа Македонија има една чудна судбина на оваа територија, на овој народ. Иако се направи многу голема усилба, многу долго време траеше тој обид за демократизирање, кога се смени таа власт, таа под притисок на внатрешните, така да речам, структури конспиративно организирани, но исто така и на историските околности надвор од Македонија, знаете, Југославија, бомбардирањето на Косово, инволвирањето на НАТО на овие простори, менјавањето на колективната безбедност на целокупно на Балканот, ја тресеше таа власт 3-4 години, не ја дозволуваше да се посвети на некаква економска платформа, туку цело време ја држеше во закостена, односно спротивставена со некакви безбедносни проблеми, што едноставно времето го трошеше од тој мандат, а бидејќи веќе беше злоупотребувана, создаваше една негативна расположба. И практично тоа беше време во кое што јас бев цело време внатре. Јас сум своевременик и на војната во Македонија 2001. Јас бев на сите фронтови. Своевременик сум на промената, насилна, на уставот. Да, вие сте еден од оние ретки пак млади момци кои, нели, беа и во политиката. Дозволете да прекинам, јас и не сум толку млад. Добро, јас кога ги категоризирам вака младите момци и нешто повозрастните момци во Македонија, секогаш сакам да со тоа да алудирам на некоја посвежа енергија која се пројавила и некогаш како поинаква, а ќе да Господ можеби некогаш во иднина исто така како поинаква. Од тој аспект на млади момци од вас се очекува да бидете со една малку поинаква, посвежа или по не современа. Не современа, меѓутоа ова во склад со современието и со деновите што и настаните што ги носат тие денови. Од тој аспект немојте погрешно да ме разберете. А во врска со точно таа енергија која исто така вие ја пројавите